Добар ден сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Состојбата со пожарите на издржавата е алармантна и излезена од контрола. Владата и надлежните институции целосно потврлија задоцнија со реакцијата, со што дозволија да изгорат околу 1500 хектари зеленило ширум државата, а само во Неготинско преку 1000 хектари на планината Серта. Денес јавноста треба да ги знае фактите, бидејќи тие нема да ги слушнете ниту од институциите, ниту од Мицкоски и неговите мегафони. Пожарот во Неготинско е започна на 9 јули во 11 часот. До 13 јули на полноќ, односно цели 4,5 дена, откако СДСМ реагираше заедно со граѓаните дека состојбата е алармантна, не беше прогласена вонредна или кризна состојба. Со тоа директно се невозможува барање на помош од странство. Цели 4 дена до 13 јули до полноќ владата игнорираше кризата која сега прераснува во еколошка катастрофа. Од 9 до 13 јули местното население со многу слаба организација и поддршка се бори со огнот за да се спасат селата Пепелиште и Восјанци. За цел тој период, односно 9, 10 и 11 јули, градоначалникот на Неготино, Горан Стојков, се сонча во Грција на одмор. Наум не му паѓа да се врати во Неготино. Тој не е присутен ниту на вонредната седница на Советот на 10 јули, ниту за време на формирањето на кризниот штаб. Неверојатната неодговорност на ВМРО ДПМН е покажана на дело. Согласно информациите, за прв пат дури на 14 јули започнува реална организација околу гасење на пожарите, или точно 5 дена откако е почнат пожарот. Во тој момент, според локалното население, веќе се изгорени 1000 хектари на површина. Ова се, почитувани граѓани, фактите околу пожарот во Неготинско. Одговорноста за катастрофата е кај институциите во доцната реакција и слабата организација и кај ВМРО ДПМН и Мицкоски, кои не знаат каде тераат откако ја презема власта. Додека граѓаните апелираат по социјалните мрежи, а СДСМ јавно бараше брза реакција, Мицкоски реши дека е подобро да оди во Охрид да фрла лопати, отколку да се грижи за безбедноста на граѓаните. Доколку кризниот штаб му беше приоритет на Мицкоски, а не лажните промоции на проекти, можеше да се спаси поголем дел од она што сега е уништено. Во целата ситуација претседателка Силјановска исчезна и се занимава само со протоколарни средби. Се што дознаваме дека Силјановска не можеле да ја најдат 2 дена да ги потпише одлуките за прогласување на кризна состојба. Лежерноста и негрижата на ВМРО ДПМН е реална опасност по здравјето и безбедноста на граѓаните. Каде е сега Наум Стоилковски од ВМРО ДПМН да одржи некој прес од теренот? Го нема никаде. За ова состојба мора да има одговорност. Благодарам.